Dame и господа, ученици и ученички, професори, ментори и родители. Со неизмерна гордост ја прогласуваме инаугурацијата на манифестацијата, која активно се подготвуваше речиси половина година. Во следните неколку часа ќе се соочите со сето она што го плаши младиот човек. Она што нема ги псува нас, малкумината, кои сонуваат по иднината, а нему не успеваат ниту да заживаат во сегашноста. И преку бој, црна и бела светлина, преку звукот на пријателството, самотијата, преку живописното раѓање и монотоната смрт, преку сето она за кое младината се плаши да проговори. Преку се што некогаш било, а и ќе биде. Ке се запознаете со битките кои се водат во намалечко место на нашите тела, големо колку пештерата на универзумот, наречено срце. Битките помеѓу очекувањата и химерите, битките помеѓу куражот и плашливоста, сите оние битки за кои хроматската исцелителна светлина е токму пријателството. Нашата гимназија Орце Никола, преку незиниот драмски клуб и групата ученици, кои изразувајќи ги своите кинематографски способности, успеа да срочи две посебни творби кои успеваат да живеат и инспирираат, и тоа се во една целина. А тоа се краткометражниот филм Круг и современата драма за шесте светови, вперувајќи го прстот во свесноста и реалност. А свесни ли сме? Или ова е некој круг? Ние сме потполно свесни. Гледаме во она што темне околу нашите животи, а секогаш, апсолутно секогаш, се обидуваме да се залажеме дека тоа и не е реалноста. Еден наш хир, може да се рече. Ние сме млади, нели? Се е тука пред нас, а воопшто не можеме ништо да допреме. Но имаме енергија, имаме и бес, и љубов сокриена длабоко во нашето порозно срце, и го имаме сето она што лепти измени. Ова не е доволно, ви велат позадина. Не сте ги одговорили на нивните прашања, па ви поставуваат нови. И сето тоа е само еден круг. Зачаран круг дури. Стани, оправдувај се. Легни, мисли си дека си станал и си дошол до почеток на кругот. Концентрично ти заоѓаш, а љубовта е тука, да те пробуди и да огрее за тебе. Закриваш од ова за кое мислиш дека си свесен. Дами и господа, уживајте во краткометражниот филм Круг.
koga bi si me kupija, doma je težo teta, peto novo neko leta, proti nas imame ceo sve. Doma su vezane, pa teško ga te držam, svi kupune prijatelje, moj ne prije mnogo vezam, svi ću pa me ređa, zajedno sme reći ja, ne sporam se malo zvono, sa drugarite sam niti ja, jer nije glava da gore se ništa rova, kada frižidera, ispota polna, vrnite mola, zašto koga doneš, ja za tebe donam, i tebe auta, ne mogu mladi, sada sme pokrok, sve na noga, i svi mi dodaš, da povredi tvoj nešto, drugari smo postali, ti si grešao, ja grešao, koga tačno reše, teša, koga piso, teša, sveša, koga zajedno pomena, smeri se koji mi te živi lesen, i ovaj sen, sve je zaposleni, nosite pomeni, trenime, isti spomeni, snu šta zajedno se treba vladali, po sebe nadosite istinski prijatelji, koga su ostavljeni, koga su sosite neki, koga se sve redi, koga život osvetili, koga ti se rede kupija, doma je tešo gleda, peto doslo neko lite greje, tu osta pred sve, koga si ostavljeni, koga si sosite neki, koga se sve reda, život osvetilo neki, koga ti se rede kupija, doma je tešo bez prijatelja, si niko je ništa, koga si sam, ako od me rase, ti nisi vitja moja, pa ti što ne se bila, pa tako što nisam svoja cijela možda. Alo? Da. Čest i zadovoljstvo ni je da gi predstavimo učenicите, koji učestvuva i koji го grada ovoj projekt. Režiser Kaljan Bezovski. Scenograf Lazar Andonov. Kamera Andrej Cvetanovski i Budan Šabanov. Akteri Luka Gacov, Leona Bibanovska, Denis Dacic. Statisti Lana Gacova, Meglena Vasilevska, Matej Ivanovski. Помеѓу овој круг во кој се наоѓа човекот, без разлика на неговата возраст, без разлика на боите кои го засенчуваат и осветлуваат неговиот живот и без разлика на сето она кое го предизвикува да се запраша за светлината која доаѓа од светот околу него. Тука секогаш лежи пријателството. Си велиме, има ли нешто поспецифично и понеописливо од улогата на пријателот? Постои ли таква личност која го надминува крвното сродство, а ви влева чувство во срцето дека сте најповрзаните личности на светот? Има ли доволно филмови, представи, беседи и инспиративни гесла кои можат да ја опишат вредноста на пријателството? Верували или не, одговорот на овие прашања е одвишен. Одвишен, зашто сите ние сме одговорот, самите по себе. Секој од нас ја носи тежината на собствениот живот, влечејќи ги планините и долините со себе. Секој човек си е својот одговор, а секој нов пријател нова брава.
Некои од вас сте го загубиле вашиот идол во животот, ваша родина, ваш пријател. А пак некои од вас уживате во радоста на моментот, затоа што знаете дека ветрината е незаменлива. Дами и господа, уживајте во представата за шесте светови, која со себе носи бранови на смеја, која крие солзи, на плач кој надоместува за болката во животот, но над се го носи бранот на пријателството и љубовта, која секогаш испливува на површината од морето на нашите животи. Ви благодариме. Името ми е Марко. Не бе, ама не е добро вака. Поздрав, Идмин. Се викам Марко. И се... Добро, тоа е. Живеам на третата улица после училиштето, од сончевата страна. Кога сум бил бебе, мајка ми знаела да каже дека сум погален од сонцето. Сега би ја прашал на што точно мисли со тоа, но неа веќе ја нема. За дете кое ги загубило родителите пред да го осознае светот, ми велат дека сум доста социјален и нормален. А и бистар... Не бе, ама не сум нормален. Само будали пишуваат толкав текст на тоцкаво ливче. Не се. Тоа е затоа што растам меѓу гужвите на нашиот град. Град по кој газат аристократите и нивните бледо ископирани деца. Александар, синко, полека, половина часа. Уморен си и испотен. И плюс виолината те чека на новата лекција од биологија. Тезгале, мамо, веднаш се враќам. Тоа лекцијата некоја глупава е. Сакам да ти кажам, ја научив уште после училиште. Морам да одам се. Чао. Лентаменте, шампионе, па почекај малку. Спусти татова. Шетаат новодојденци на место на побегнатите староседелци. Сега да има е добро. Ало, мама? Не. Не е татко ми до мене. Не е ни украдов, ама. Кај си ме, Богданчо? Добро ме, тато, 5 пати ти реков чао. Чао! Не можам да го трпам, или стварно? А има и такви за кои шетањето е опасно. По пари, но и по живот. Нате, давај 50 одма. Зашто? Абе, ливче да уплатам. Не. Ајде, бе. Па, гледајќи ги големциве и учејќи од нив, станав момче на градот и сечие дете. Днес, на денешниот датум, кој е 17 јуни, заедно со моите другари ја закупуваме кутијата од патиките на Боби. По договор, секој од нас ќе донесе по некој вреден предмет кој на човекот од родината би му будел убави сеќавања. Јас, еве, го земав. Ајде, мали, шетај. Јас еве го земав ливчево. Не поради неговата материјална вредност, туку бидејќи беше празно исто како и... Марко, доцнам? Зарем капсулата без мене ја закупавте? Не, или не доцниш. А за капсулата би ти рекол дека е на безбедно заборавена во куќата на Боби. Дојди ке седне... Знаеш, брат ми Стефан, постојано ме тера да му помогнам со домашната и не можам да го одбијам малето и затоа мислев дека доцнам.
Следен пат донеси го, мислам јас ќе влезам во улога на таскал, воопшто не е проблем. Не се. Ти што ќе ставиш во кутијата? Чекай да видиш. Види? Ова. Знаеш, за малку ќе ми завршише во глава денес. Тие децата од моето мало кои што постојано маваат со птиците и денес повторно и јас морам да превземам нешто. О, споделам со вас, господ Анима Мунди. Само тоа? Другото е тајно. А вие, господин авторе, што има таму? Со каква приказна ќе разбавиш смрдливата кутија на Боби? Може да видам? Сега, една доста позната е, сигурно ја знаеш, се работи за деца со имиња Марко! Боби. Ели, кај си? Еј, Алекс бил тука. Ели? И наде, дечки. Наде, да, и Наде. Здрава, Наде, здрава, дечки. Тука е, тука е. Самоцен немаше да биде, ама благодарение на мене. Благодарение на Алекс дам ни текна да се вратиме на земја. Ти кажа. Стварно, Алекс да не беше на никој немаше да му текне. А вие двајца шо вака рано тукаш со Стефан? Во наше село со кокошките се вика тоа. А у ваше село сте ќути некогаш? А ти ќутиш некогаш? Добро, ајде! Ман! Со кокошките или со безгајбе неќе да закупам нека настана кутија? Дај, не Ако може. не побрзам, моите дома ќе ме направат супа од петле, затоа ајде. Ја не можам да ја гледам, ајде. Па, пријатели, собрани сме на култниот ден. Марче, те молам не го тупи. Само пикни кутијата, те молам. Ајде. Сега нешто ме кјака си со ливчево. Јас ќе ја ставам оваа чамлија. Иста боја очи како на тој што ми се свиѓа. Добро, ако беше сетно тоа, ја морам да одам. Чао, друштво. Алекс, да ме попратиш? Не, извини се брзо. А јас да те попратам кај дедо ќе спијам. Нема потреба, чао. Марко, ајде со мене. Ајде. А вие кај идете? Месец Кире Нада за следна дружба ќе ти пишам. Ти ветувам. А што сега јас сама по темници да си идам дома? Наде 4 сата, бе, има време тур да се стемни. 4 сати да мене. Ало, да. Марко е. За Романа. За колку време би можел да го подигнам? Значи, ќе биде испратен по пошта. Уште подобро. Супер. Ви благодарам многу. Чао. Значи, на вистина поминало толку време. 15 години. А може и повеќе. Кој би поверувал? Мислам дека е време да им сеам. Тој да се собереме. Како што ни личи, би рекла мајка. Ало, Наде, тука си. Здраво и на тебе, Боби. Слушайте, дечки, имам огромни вести. Или, како што љубеше Боби да каже, бомба нјуз, а? Кажете, ви одговарали во вечер, уствари, да се види? Малце 5 за 12, знам, ама тоа е. Да, на исто место и пред да прашаш Алекс, да и во исто време. Па супер. Но да не знае некој случајно Касија каде е. Гледам дека не ја дигнала слушалката, обично секогаш се јавува. Не. Добро, тогаш не можам да ви откривам повеќе.
Се гледаме вечер. Чао, чао. Конечно пристигна. Добре. Ало, Иван, да. Еве само што стигна. Слушај, се чувствувам нетрпелив, но во исто време чувствувам и некоја несигурност, како нешто длабоко во мене да вели дека нема да успеам. Знам, Иван, знам. Фала ти на убавите зборови, но велиш голем успех, а? Не знам, нешто во мене не ми дава да се чувствувам среќен, како успехот да е една пуста среќа и ништо повеќе. Фала ти, Иван. Фала ти. Знам, не треба да ме подсетуваш. Токму тоа беше и целта на овој роман. Да заробам се во отпадоците на еден тап. Да го заробам времето, да ги заробам чувствата, па да се заробам и сами од себе си. Не и се, ти благодарам на се. Без тебе ништо од ова немаше да биде. Чао, чао, чао. А не само без тебе, туку и без моите пријатели. Драг Петар. Марче, како си? Супер, ти? Супер. Еве, што има? Ништо, слушам ти романчиња се почнала да пишуваш, бе? Да, но за мене ќе прочиташ во романот. Кажи ми и тебе што има да остане. Ајде, полиција ми се прво. Да, ме. Мене што има да ти кажам? Еве се работи в Будилка Кулева, кај што, знаеш, бегавме од часови. Платата е крш, ама носталгијата надокнадува. Тоа е. Верувај. Обострано е чувството. Кажи ми, со Лука и компанија, се дружиш уште? Абе, не, знаеш, не се осеќав како да сум таму, треба да бидам таму. Ама си го најдов место во овде и да, знаеш, убаво ми. Кажи ми ти, пиеш дали Red Dogs? Се надевам, не треба да те подсетам, така? Макијаце, поише шега. Тоа е. Една водичка. Да, вода. Погоди која? Ау, па не знам. Дали е тоа Боби конечно дошол да му уапси за мојот таен криминален живот? Тебе дошол Боби вака те бакнува? Не. Абе, Петре, стварно ми фалеше, многу ми фалеше. Ја ти фалете ли оној, како вика, Абе, Алекс? ајде, што ти е? Абе, О, здрава, здрава. дечки да ви кажам. Дечки. Опа. Ема, ти кажат што не знаеш, се опаш. Боби? Ало, автобусе, јас знам дека не ги плаќа долу, ама не се нормални луѓе остана. Мисля, нема да су. Не, уживај, Боби, ти си таман на време. Утрите ние сме потранили. Абе, и се нема се мене ништо. Слушаш бе, за вашињаците имате остана да ви кажам прави како сте. Тоа не бе, за се. Па добро, Боби. За да будеш. За да сите да. За сите да. Хвала ти. Добре. Па Боби, ти не суваш мал се. Шо? Па. Ама, да добро, ај. Добро, добро. На се. Дечки, да не знае некој случајно Касија кај? Што? Не знам Касија кај, но извини, да што доцна.
Алекс, здраво и на тебе. Гужва ни град, ова беше ужасно. Абе, развеселете се, момци, што сте така скиснати некако. Знам дека ви фалев, но... Добро. Не се залесете, ке ни фалеш за нас. Ајде, појде. Забавата почна, Боби која дојде, се знае за това. Така ли? Па како? Абе, Боби, бе, значи, види, ти касаш, ама, ќе те прогледам низ прстиш. Не се сумам. Нарачи нешто. Ако сакаш да се Одлична среди. И така уште ме фали, ајде, дај. Добро. Уже осад. Шопска и ракија. Си знаеш. Исто има. Добро. Ајде, не сакам да ме држам гладни, но тука ве повикам за друга. Знаете Рома напиша? Рома напиша. Да. Црвик на страта на Шатомина. Тоа е тоа. Добро, чекај, пред да читаш, Касија каде е? Само да го погледам. Ке си дојде Каси? Бајте. Требаше да дојде. Боби. Ти да го Боби. Стај, помарам. Сега. Марче, ајде да го прочиташ, Марче. Ајде. Марко, Што е со галамава? Случајно помене да ме скандирате. Како сте? Мислете песнара? Кај ти ли си ма права? Да, сум. Абе, супер што си ти, ама дали си нормална, бе? Па до кај да знаме кај си што прешни креваш, да фоли ништо. Јас пратив на пораката, но некој треба и да прочита таа порака. Се извинувам, Касија, мој пропуст. Касија, не му замерај. Како че кога тебе ќе прочита пораката кога инбоксот му е пон со стотици порека таму, така ли? Добра и баталјата тоа сега, значи ви донесов јас тука една чоколада да се насладиме. Или ти му ги сакаш опиене, или... Милка, обавезно. Ај не си легалете, како ви е. Пата ли ти за чоколадата? Гледам, никој тука, освен Боби, не му текна, донесе нешто. Кај да ти да солидарност? Еве ли ти текна? Што ли донесе пак ти бе, Боби? Пекалце со полициско лого. Срам да ти е, па тоа пекалце кој тоците знаеш ли колку уреди бе? Сега, знаеш колку пастушки има подпишано тоа? Ali nema veze, ne, bilo sam nešto mnogo pobitno, nešto spektakularno, nešto senzacionalno, nešto zla. Ајде, зла, не го тупи Боби, дај помени само. Желем се да нам помниш. Dajte сега. Тарабала! Кутија. Капсула, бе. Капсула. Каква капсула, Боби? Тоа е кутија некој, тоа стари пати, што е од полиција. Фала ме просветли. Капсулата е. Нема шанси од кај ја ископа. Па од земја, од кај мислам копам работија. Од земја копам бе? Абе, за уште е живова, бе, Боби. Кај ти текна, бе. Живо е за разлика од овој чичко стоилко. Добро за разлика, чичко. Абе, добар, али тревата не може да искоси ме натера, не разбираш. Шива е кози тревата. А ја Косев не може старе више. Додето визбата ја најдов, викам да ја донесам спектакуларно, сензационално, само за Марч. О, баш, фала Богу. Добро, Боби, искрено, како се погоди токму на твојата промоција? Да, браво, Боби. Немаше подобро. Немаше Боби ли? подобро време за време полово. Еј, за дружба. Луѓе, не сте свесни колку сум изморена. Шо? На комар да не загледам вчера цела вечер, а? припери се. Не, Боби, значи, знаеш, тие приказни се одамно оставени за мене. Не, решив да завршам факултет, но знаеш, требаат и пари, па паралелно и студирам и работам. Глеј, најважно од се што си се одлучила за одлук. Пата ли тоа пари? Да бъде по-лъно. Минуто да ви била. Чуем, овде искрши бе. Опа! Не ги, значи, ајде сега. Спортскај. До 50 такмици. Да си ја морам да признам, како препородена си човече, значи стварно свака ти час. Ја не знам што смени. Како? Ко препородена. Породена, што не кажете како на бајачка да дојде. Не се дава така комплименти. Баш шо комплименти. Бај се феноменално изгледаш и... Опе не идам сега, значи да ме замарам со моите приказни, собрани сме за ништо друго тука. Но еве, чисто да те задоволам само любопитноста, ќе ти кажам, се случи еден немил настанок на памети. Мислам дека никогаш не ти се заблагодари пред еден. Не знам што ќе правиш, да не беше тука. Касија, уживај, значи кога кажа дека ќе сум тука за тебе, на вистина го мислев тоа, а и за сите други.
начин. Добра си? Или ми дојдоа дома? Или ти има пиштол? Што? Кој имаш? Што силни зборови? Знаеш дека моите имаат проблеми со долгови. И очигледно биле многу поголеми од кои што мислам. Бев сама дома. Моите не знам каква може да замислим. И ми сад звони звончето на врата. Кој беше на врата? Не ни погледам, не се опати, кој отвори врата ги видов. Двајца мажи ликвари со ликварски стафи да почнат да ми се дерат, ми бараат пари, а ја немам пари. Јас имам пари, јас ќе направам. Не, немаш пари, или толку му кажам пиштол ми го пире во глава, разбираш ли? Тргни се. Не знаеш што да правам. Тапо седнам на прагот, почнав да плачам, или што ако се вратам, што да правам, или? За почеток, седни таму. Зато ова никој не го заслужува. Нормално е да се плашиш, само те молам, смири се малку. Ајде, диши. Или многу се плашам. Добро, кој не би се плашал, ти кажав, спи кај мене, неколку дена тука си безбедна. Добро, и што да правам сега понатаму? Како да продолжам да живеам после ова? Тоа станува на тебе, Касија. Јас сум на твое место и никогаш повеќе не би помислила на ова. Ама не можам посилно од мене, не можам да престанам, нели сваќаш? Можеш, Касија. Можеш. Добро, свесна си дека кога се сака се може. И што ако кој пат не избегаат од таму и се вратат повторно по тебе? Што ако кој пат не успееш да истрчеш до кај мене? Свесна си дека не дојде на работава? Се коцкаш со својот живот, Касија, не е веќе до парите. Не знам ни од каде да почнам. Ти кажав, ќе почнеш со тоа што ќе ми ветиш дека никогаш повторно нема да стапнеш во кладилница. Добро, ти ветувам. Ништо ти мене не ми ветуваш, не сум од вчера јас. Или ќе бидеш вистински таква, или воспротивно, нема да ти бидам другарка. Молам, или се слушаш и што зборуваш? Да, се слушам, Касија, а и ти добро ме слуша. Ти одбереш што ти е поважно. Чмењето во кладилница или недобрата другарка, и животот, да напоменам сега. Добре ли знаеш дека секогаш ти би ти избрала така? Секогаш. Ама и муабетот држи го. Да, добро ветувам дека никогаш нема да цапна повеќе во кладилница, еве ти ветувам. А ти знаеш дека јас никогаш не би те оставила сама. Добри сме сега? Дишаме? Да. Ајде, станувај. Имам од твојата цедевита и од нашата чоколада на мама и тата. И стварно си прекрасна. Не знам што ќе правев без тебе. Берија, пиштол! Касија, јас навистина не знам, мислам дека никој не знаеше дека таму стигнал работата на или феноменално си поставил. Ови што си окорачен да си ми сед. Како ме шаманка, човече! Како од филм изгледа на Джими се. Буквално, Джеймс Бонд. А како што се залижа на таван, а Том Круз ги држи целата. О, Бога ти друга! Том Круз ги целиот глава. Ајде, ништо не знае. Извини, Касија, и јас знаев како мала да речам, стварно извини. Готово, еве, бели седжам. Добро, шега беше окей. Јас сум најдат пути видување на што туку да се демато девојче. Ти, Бобе, не е лошо малку да припазиш што мелеш со топстата. Добро да јас си мелам, шо? Никој не е совршен. Си мелам, шо ти скам? Јас што си мелам, шо? Си меле, дечко, да Бога уживај. Никој не е совршен. Еве јас за несовршенството, најдобро ми знам. Ето ги знам. Бе, тебе било несовршено до сега. Здраво, Марко. Каде да почнеме сега со тебе? Че ние немаме многу спорави со кои што можеме да го искажеме нашето чувство. Колку што гледаме во информацииве, мега ти била личност со која што треба да се гордееш, а не по која што треба да тагуваш. Но еве јас едно нешто ќе ти загарантирам, а тоа е дека сиропатилиштето ќе го замени твојот претходен дом достоинствено
Ај, сам ќе видиш колку се миле вработени. Пите совето на некој начин да одмориш, да не ти легнат информација. Тоа беше првиот момент кога бев речиси понижен во животот. Мислејќи дека сум само едно обично, залутано и неискусно дете, господинот Калин за мене го значи крајот на познатото и почетокот на новиот навидум црн пасус од мојот живот. Јас верувам дека сега ти е многу тешко, ма. И тоа ти не смееш да се откажеш. Вакви моменти, последното нешто што треба да го направиш е да се откажеш. Добар ли си? Зашто се скиснува? Треба нешто? Дали ми треба нешто ме прашувате? Како да ви кажам, господине, може би смртта на мајка ми би придонела до мојата скиснатост. Што би рекле вие? Марко, јас те разбирам, но тоа не беше намерено. Знаете, господине Калин, вие мислите дека јас ништо не знам. Мислите дека сум само еден од вашите обични сираци и ме третирате како таков. Знаете што ми треба? Ми треба мајка ми. Ете, тоа ми треба. Ми требаат сите наспевки кои ги делат моите пријатели со своите мајки и татковци, правејќи сосем обични работи. Ми треба се она за кој ми говоревте кога ми опишувавте мајка ми. Јас си ги сакам пријателите. Поред Марко, како што ќе посакаш, ќе ти пристигнат пријателите за неколку минути, а и ќе одите во истото училиште, иако е прилично далечено. Се што ќе посакаш ќе биде остварено. Повторно со тоа остварување. Повторно! Сите мислат дека се што сакаме моите соништа да се остварат. Видете, господине Калин, јас знам дека вашите намери се искрени, но не можам да водам вакви разговори со вас, знаејќи дека единственото нешто што ќе го добијам од ваша страна е една сурова и протоколарна утеха. Но Марко, ти со ова ќе отвориш многу повеќе рани колку што ќе излечиш, а гледајќи колку си зрел, рекол дека и сам тоа ќе го приметиш. Но ред, ќе те оставам насам да примете бидат пријателите, а ако треба нешто, ќе бидаме за канцеларија. Токму тука е најбитниот момент од мојот живот. Моментот кога самотијата на еден сирак се обиде да зацарува. Меѓутоа, нешто се случи во животот на Марко, што го предизвика да не се откажува од неговата судбина. А и воопшто да не се ни обидва да се бори против неа. Тоа беше мирисот на детскиот парфем од јасмин кој го носеше Ели, што навестуваше дека вие, моите пријатели, стојате пред везната врата. Како од секогаш да го предчувствува вашето присуство. Од секогаш. Сега спремни сте за тестот утре. Ич! Ова равенки бе хорор не биде. Абе, ајте молам уште еднаш, објасни ми ги те мо. Ајде, уште еднаш. Ајде. Дечки, друштво имаме. Марко, да Не, можам и јас. Морам. Кај се е клошаро? Што е ова? Како си се облекол?
Или ти реков попристојно се облекуваш пред мене, а? Кај се белешките? Па, се уште ги немам подготвено. Што рече? Ги немаш подготвено? Па, нема време деновиве, нешто ме мачи. Нешто ме мачи. Колку бев глупав, човеч. Како можев да си помислам дека дете како Лука би имало емпатија? Да јас измеќарував за луѓето, измеќарував за туѓо знаење. Ама Лука? Ле, стварно, нешто те мачи, а? А може би ќе беше подобро ми кажеш што те мачи пред да ги добиеш парите. Или Марко, двојката е совршено детенци, ништо нема погрешено, а? Камо ли па земе пари? Ама не е така, јас и воопшто не ги земав парите. Како? Тоа беа само производ на твоите уцени, како Ајде, престани да смизриш. Очигледно, не си запознен со тоа како функционираат работите тука, а? Види вака, белешките да се готови до утре. Инаку што бе? Опа, гледам, Бударче, од твое нешто се раздревожи, а? Мисли дека ништо немаш погрешено, а? Дека судбината ти е бела. А што сега ти се обидуваш да ми ја оцрниш судбината? Се обидуваш вината мене да ми ја префрлиш, а? Што? А да се погледнеш прво себе си. Што рече? Што да направам? Те прашувам повтори што да направам. Погледни се на што личиш, бе. Мислиш дека се ти е супер во животот? Па и на сите оние како тебе. Мислиш дека имаш кој знае каква моќ? Абе, наискрено те сожалувам. Ти мене ме се. Во ред. Јасно ми е се. Ама не се грижи. Има да пропееш после телефонскиот разговор кој ти го сврти татко ми. После тоа што ја ќе ти го направам набор, разбрам? Зашто да пропеам, бе? Зашто да пропеам? Јас не кријам нешто во животот. Кој знае како име на твоите родители ги тераш да ти ги решаваат сите проблеми зашто самиот си неспособен. Како може човек да биде толку без срам? Ти треба да се засрамиш. Бега. Кукавица! Уште ми се заканува со родителите. Најлесно е да се удри на Марко, тој е сирак. Нема никаква заштита. Марко, конечно успеа да се спротиставиш и тоа на вистинскиот начин. Сите се гордиме премногу со тебе. Не, јас не можам да останам тука. Морам да си одам дома. Ако можете да го наречете тоа место дома. Дечки, на Бобе му објаснив, лесна е лекцијата, јас одам по Марко. Марко! Горди сме на тебе, Мире. До ден денес се прашувам на што точно бевте горди. Зарем тоа што го сторите за пофалба, а камо ли гордост? Која е иронија, човече? Од сиропиталиштето гордостото, привидна гордост кај твоите најблиски, а? Добро, на што точно бевте горди? Зарем на тоа што му плеснав се во лицето на едно дете исто како што сум јас? Или што конечно и јас некому се спротиствам? Гордост! 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 Не, дај ми кутијата, дај маца да размислам што е. Не прасира, ајде. Пекало. Искрено, никогаш не очекував дека ова пекало толку многу ќе ми значи, па дури после 20 години. Но, еве сме, мили драги. Дали се сеќаваш кога ти ми го даде пекало, кога си уште бевме деца? Толку ти бев лута за таа глупа што изведе на час. Па како можам да заборавам дебела? Тој ден толку ми изплаши, мислев дека пекалово од глава ќе ми го скришиш. Ама па не очекував тој ден да е толку од моја корист. Во наша корист. Во наша корист. Ви се мола,
Како после се тоа време станавте голкави заљубени голапчиња? Браво, да си ја покажа. Да, Стефан, Сонце, стигнав на училиште, не се грижи. Току сакам да ми кажеш зошто ги вознемируваш учителките? Не знаеш ти ги вознемирував учителките, Дадо. Само сакам да ти се јавим да те прашам. Извини, Дадо. Не се лутам, Злато. Ајде, кажи што имаш да ме прашаш. Вечер играм утакмицата. Тоа е мама и тато. Стефан, Сонце, знаеш дека мама и тато се многу зафатени и поради конференцијата во Прага тие не би требало да дојдат на вечерашната утакмица. Ама Дадо, повеќе не е фер. Смачено ми е. Сега што се нуме само јас и ти сами. Додевно ми е. Сакам да си играм со тато. Да, знам. Добро, еве тато ќе се врати за неколку дена. Тогаш да си играш со него? Не ќе да чекам неколку дена. Сакам сега. Добро, Стефан, не ми прави вака. Знаеш дека јас сум постојано во првиот ред на сите утакмици. Знам, ама па не ќе цело време само со тебе. Добра. Тогаш да се договориме за нешто, бива ли? Зашто? Еве, чим толку ти е смачено од мене? Дадо, знаеш дека некој да покаже да смисла? Добра бе, плачко еден, се шегувам. Ни. Стефан, на слушалка сум. Добре, еве, чим толку ти е смачено од мене, ти кажав, на утакмицата може би ќе дојдат и батко ти Боби, батко ти Алекс, и батко ти Марко. Стварно? Да, стварно. Дадено сега морам да одам, позади ме чекаат, ќе почне часот. Окей. Чекај. Значи, јадењето ти е во торбата, немој да се караш со другарчињата, не ги вознемирувај наставничките и најважно, со памет во глава. Добро, знаеш. Ајде сега јас можам. Ајде Дадино, оди. Чао, Стефан. Батали, керамиките, давај ливчето, дај ми Што пак може да пишеш ливчиња? Значи, ама. Не ли ги поставиш во хладилник? На. Ели, добро ли си личиш? Многу изнемождено. Браво е, цела си скисната. Као лимона се гризна. Супер фора. За ова ме должиш одење вечер на утакмица кај брат. Како ме намести човек е. Билото... Брат, сам си го бараш ова. Ајде ти признај ако сакаш по-мало најмуче. Ама, или, навистина дали се во ред? Мало недоразбирање со Стефан, кое што може би ќе се реши доколку и ти дојдеш вечер на утакмицата. Добро. Само повеќе. Дали ќе може да пресмиме кај тебе вечер? Знаеш, не сум баш во најнајумно си со моите дома моментов. Кога тоа било проблем? Марко? Ти би дошол? Се разбирај, не би го пропуштил. Ти благодарам, Марко. Сега сум многу разочарани. Ја па тука ти сите ги викаш, мене не ме викаш, а ја па другарки мислам. Бе, Аз ја тебе уште клуч да ти направам. Знаеш дека мојата врата за тебе е постојано отворена. Да, нека дојде исто. Па, ако сакаш ќе дојдам. Попукавме по тебе да дојдеш да ти кажам правото. Па јас само за те питам срце. Добро, ако сме сите срекни со изборот, ајде вечер во 7 часот се чекаме пред теренот и после тоа кај мене. Одговара? Дај сега да видам тоа. Не разбираш да прески, кажам. После часот. Теке. Што Ели има некаков проблем? Не е проблем, ама го нема силот, Марко. Знаеш, сигурно сум дека тука ни даде. Ајде. Добар ден, деца! Добар ден, професор Пеја. Ајде, знаете дека денес е последен рок за предавање на есеите што носат многу за вашата оценка. Да не губиме време, извадете ги да ги соберам.
Марко, има си од Марко, каде си од Марко? Каде си тебе? Не. Марко, што ќе правам? Јас слушам професорка да 90% од мојата оценка. Марко, како ќе се запишам на факултет? Ели, добро, смири се. Еве, земи и предади го мојата си. Ни ти, ни Боби денес со шегиве не ми е денот вистина. Не е смешно. Ма не се смеам. Најсериозен сум, еве, земи и предади го мојата си во твое име, подпиши се. Глупости, не ти го земам месиот. Многу добро знаеш дека ниту сакам уцени, ниту сакам лаги, ни попуштање. Ке го најдам, еве го. Марко, Елизабета, имате нешто да споделите од пријаска с шепката? Професорке, Јас не го напишав есеот, но Елизабета се обидува да ме натера да го предадам нејзиниот во свое име. Елизабета, вистина? Не, професорке, на вистина ви се извинувам, нема да се повтори. Добро, Марко, барем си искрен. Ама не очекувам да ти попуштам за искрената. Ајде, дај ми го есеот на картата и седи. Се извинувам, повторно, професор. Ели, сврти се. Тишина! Ели, извини. Марко, да зборуваме за ова после часови. Го земам Стефани, после ќе дојдам. Не можам сега. Добро, ајде. Не, значи тој ден на вистина ти ме пута, ама не можам да пробирам дека од толку мал притисок можеш да признаш дека ти се добро. Според те? Не бе, Боби, ама со мирите се. Кажи си на трата. На трата или на тебе? Да, бе. Кога се пеќе кај Мимике, узнав и јас одредени принципи кои одредено на пример не јас да се кажам. Памтиш на Наде? Што станува збор за секичите од Петка? Абе, Наде мала учеше се пред себе, ще е Петка бјало ушава. Пази сега. Ти бе, Наде, па ништо немаш. А сега и Наде треба да ја чекам сега да ме кажеш. Аби ти па биваш она Наде да ја викнеш. Аби таа од тебе затрескано ко луда е да ти кажа. Ама и ти мислам нешто ја меркаш. Слава Александар е многу слаб. Ај. Шо е слабо Касија? Алекс сигурно не види го каков е, само мускул е на него. Ајде, Наде, вади богатството. Ама само една имам. Бекам го имаш, еј! Не ми се верува. Тоа по четврти пат. Еден и во кутијата ставив. Што сакаш? Колку сакаш се ти давам за него? Поклон е злато. Ама ми должиш многу. Поклон е злато, бла бла бе. Шо полудуваш по сликичка бе? Ја го имам Бекам ако е за така. Можам само да ја... Не! Добро, Касија, чочи, шо ти е проблемот со мене? Зашто ме мразиш? Дека не прекинеш чочи да се упутуваш Алекси на сите друштва, лично со мене проблем ќе имаш, видаш? А шо ќе Ало, нека смирете се. Значи, ода вака не го бива. Саки да кажеме нешто. Ти, Касике, тој твој краток фити да си го продолжиш, а ти, Натке... Не си кажеш. Барем пробај да не го палиш толку често. Ајде сега да се изгушкате како што сите девојчиња прават и мир во куќа. Сладок си, Алекс. Сладок. Тоа е точно. Затоа се ја сладкиот Алекс вас ќе ви направи една групна гушка, пошто очигледно сами не знаете. Гледам ја тоа намерато што сами од почеток видеше. Бегај бе, да се онова Наде можеш. Добро, Алекс, ме гасиш. Ајде. Леле, извини. Може би за тоа најдобро е да се тргнам. Пази да не пораснеш, ма Наде. Касија, Бекам. Ово е Бекам да не беше кидиш богатството во леко брат. Кажете дека е фата човекот, па заслужи на Алекс тоа што да постигнеш. Дај го ја баш сам толку ти е жал. Нема шанса. Може сега да дойдам? Ајде да се стори, да? Дали има некој друг?
Ќе децата? Немој, Боби. Добро. Иди со нас. Поздравица. Не. Морам да ви признам. Како добро ми легна ова шутска, ова собиранка и ова навраќање. Го имам прогледан, значи стварно. Абе, пробам да ти повторям од чашкава ракија. Нема вeze за чашката ракија, ништо не пијам тоа. Мака само специјални прилики, знаеш. Е, како ова специјално? Да каде? Да, ма, ти се знаеш едно? Прателите, тоа... Алекс, ти кажеш нешто за надо? Што имам да кажам за народ? Имаше на джамија, што не знам кај е. Памтиш народ? Да, джамија, дајте што Чекай, малку мораш да не шајде. Најдов. Чива джамија, господин? На господината заљубена, таа нова во градот. Таа. Джамија из таа боја со очите на силутиот Алекс. Тоа со првиот пат кога се запознаха. Значи, на вистина не знам како сте ме трпеле, а лалда ви е стварно. Ние, па не гледаш ние како Dream Team сме, Power Ranger. Ќе стрпевме некак. Па таа ли овој Power Ranger, за твоето место меѓу нас заслужна си сама. Иако морам да ти признам нешто, на почетокот беше малце напорна, ама еден ден е многу сталожена и смирена, баш како Нада што се познава мајка. Да, со другата наде стои на долга пута. Со другата првиот баш како ова повода се копа. Да се копа на наде, но после купувањето на капсулава пукна мојата писма се ѓамде. Добро, бе, тато, кај е топалката? Абе, Наделе, шо си запнала толку за таа тепалката, значи, колко е сата? 10 сат, кај ќе одиш сега кај дедо ти, утре ќе одиш, не му треба сега тепалката. Толку не разбираш. Не е до тепалката, сите излегуваат из градата од дедо, само јас идам со тебе дома. Абе, тинејџер, бе. Ја, вампир ли сум, на 12 на полнок, клучиња врт на десове. Че се трпи се малку, утре ќе одиш, лабави. Лабави, ти олабај. Не ме сака, а ја глупата джамија с тебе глупата кутија. Иди, сега джамлиите се. Како се джамлиите глупе, бе, Керко, па кол ги сакаше како мала, бе? Мала сум. Ја не се расправам со тебе, стварно си одам. Чао. Дедо! Држи тепалката. Ова ти требаше? Да? Добро, ја пред зграда сум. Ќе се вратам. Почекај, синче. Ти ли си заборавила како да поздравуваш луѓе? Добра вечер, здраво, како си? А второ, не гледаш ли надвор колку е темно? Дедо не е веќе млад како вампир полнет кругови да врти по тебе. Добро вечер, дедо. Сите се долу пред зграда, сите! Ќе почекаат другарчињата, синче. Ај, дојди седни до мене. Од кога те нема видено, дедо? Кои другари, дедо? Кои другари? Моите другари живеат во Охрид, а ние сме тука само ради тебе. Наде, слушај, синче. Да не те слушнал дедо, вака да зборуваш. Зборуваш бесно. Знаеш многу добро дека не се преселивме само поради мене и смртта на баба ти. Надеж придонесе до оваа преселба. Ја му кажав на тацкото дека можам сам да си живеам, да си правам ручек, да го шетам кучено таму. Тој вика, оваа преселба ние за Наде ја правиме. У поголем град има повеќе можности за да има поубава иднина. Тие, дедо, за Наде ништо не прави. А единствено нешто ја без памет што го правиш, уште седам тука и правам муабет со тебе. Добро? Ако не ме сакаш ни ти, така кажи сама ќе одам да живеам и сама ќе умрам. Добро? Ич да не ви е гајде на никој. Шо ви е, бе? Шо ви е? Не ли ме сакаш?
Што им направивме ја? Ах, синче. Во тебе има повеќе мудрост од колку што знаеш. Да ме видиш мене како бев на твои години, моите се ми забранува, а ја не кеф ништо да чујам. Повеќе сакав да одам да кршам шофершајвни у паркот со децата од школа. После кога ја скршив таа на татко ми, не знаеш као ќотек имам јадено. А после и цело лето морав да одам да мијам коли, да соберам доволно пари да купам нова. И собра? Собрав како не, ама си ги потрошив на нешто поважно. Пиво и ракија. Тате, како ми е жал, па да заедно и ние ги се фотографираме. Леле, јас се убив од подбуцнувања. Мислам, ќе сопрем да бев свесна. Абе, И сега погувам, ама ще сакам. Абе, како за опирање, бе? Ја да бев на ваше место 6 пати повеќе киндер. Ама си го немаш мислото, бе, да беше само до мене. Забрила, ја да вам тега за вечната љубов. Благодарам, Божице на моето срце. Ау, емотивци едни. Ај друг пат искажувајте си љубов, мој ред да купам комбинатот. Шопска на Бог. Добро бе, гнаси едни чиве чорапо. Нема шапи, човече. За малце ќе го фурлеш другиот ако ти се верува, Абе, вчера го мислев, Лутам ќе го фурлам, ама не, ќе го најдам. Лош пазар ќе дај, дојди ваму. Бигај бе, абе, бигај! Добро, ај сега после гнасниот чорап на Боби да видиме што има тука. Да ме памтиш колку се мачеше да ја закопаше, колку се смееш на него, бе. Памтам како не. Физкултура, тргнав човече. Кој ми остави на 3 кила. Добро, ама тој, значи, кутриот, значи, цел грб го скриви за да ти помогне. Ама толку беше фин. Баш како е сега, бе? Баш ме интересира. Чичка стрелка? Да. Не се носи ти кадро. До краја. Ги няма да му пренесе не може. Леле, дечки, генерацијската слика. Леле, какви сме? Да видиме како си се пихнала на една пред. Леле, малко видете го, како си се навечерчињата, Бога ми, Истици, имаш Абе, баш сме сладки, бе. Леле, значи мораме. Исто друштво, 10 години подоцна, може и повеќе, да се сликаме уште еднаш, може? Може, Дајте се сликаме, биде го попределекава. И Зашто јас баш би се рекла дека е правата текна страница на магазин. Слушаче ли, за Боби една посебна фотка, да го пријавиме во најблиската му дирекција. Абе, веднаш за Боби одма го пријавувам. Ама ти знаеш колку бев така со искусна со фотографирање, кога Стиван го слика по такмицење за мама и тато. Значи, тоа дете за мирно да седи пазите, треба да си искусно, значи, професионалец. Не, добро, зашо зборите така? Ставете го човекот да си ја носи тренерката Боби. Има баби, нема минимализм. Ето така, не? Ајде да. Јаш, баш би се рекал дека сум се, кежуал облечен, шо? Добро, Боби, јас са армете сликам, не започнав. Важи. Ја би ти кажа дека се кежуал облечен така. Вака ако подзапнеш што ќе кажеш вака на пиво, можеш да бизнес кежуал да поминеш. Ама не знам што бизнес, брат. Добра кајац. Ама гледај сега, имам уште едно изненаджение. Едно. Сурпрајз е. Гледайте се. Гледај. Уште еднаш. Не си, нашиот дрец. Па така. Па, онај, како те собирала и дишеш ли онај? Едва и дишам, чути какиците не ме собираат, сум пораснал. Браво. Спектакуларен. Ето така. Вау, Бобели. Ова ме подсети на првиот пат кога се запознавме. Памтиш ли? А првиот пат не ми кажа ли вас? Не. Ау, шанси нема. Ние два различни света. Мала група педера, што би се рекли. Мала група, да. Значи, што да ви кажам, стварно, скроз различни. Што това малци ме расипали. Што те расипав, требаше некој тоа лако, што? Девојка ти најдат, Ми требаше, да. Ама не, бевме штреберана прва класа, прва лига, како да ви кажам. Учење да беше загреано. Јаце може да спортиш на некој. Кратко кажано, еднаш ни пукна филмот, реално прашање на време беше. И така почнеме да се дружиме, да. Да, само цело да критизирам. Тоа е што.
Александре, ти се вратил... Шо е рано? Не се колко се дочуш? Да, тато, ама, знаеш, денес тренерот порано ме пушти. Рече, одличен сум бил, ама ни требало малку одмор. Премногу сум се форсирал. Какви глупости? Глупости? Такво нещо да го временно го видиш, не постои. Не трябва јава ти откажа, трябва тренерът. Да, тато се согласувам, ама навистина мислам дека би дошло добро малку одмор. Одмор? Одмор? Ти ќе одмараш, кога ќе направиш нешто кое вреди одмор. Но тогаш заборави. Добро, тато. Ќе одам ручек сега. Ајде. Не може да веќе вака. Окей. Добар си. Тато, ќе одам да трчам, се враќам за половина час, како и обично. Добро, само не се задржај. Добро. О, Алекс, бе! Кај си, бе, ти шо преш? Добар си, ни треба нова на лекција биологија да ја учиш. Чути, бе, Касија, на воздух излегов малку. А знаеш дека кога ќе дојдам дома нема цела вечер главата да ја тргнам у таа книга. Аха. А шо си ти вака нерасположен да не сакаш? Не, знаеш, не треба. Знаеш. Абе, ајде те гледам дека сакаш земи, ајде цигара никој не убил, ајде. Ај, ова се гледа дека не било. Не. Се гледа дека не било ова за тебе. Па ништо веќе не е за мене. Што е да направам не е доволно. Сите петки, златни медали, ама џабе е веќе се. Океј, Алекс, добар си, бе. Треба сега малце да се опуштиш, бе, која последен пат си искочил? Уште да има време да искочам. Значи не можам веќе каси да се пушам. Смири се, ајде. Треба само на твоите да им се спротиставиш и крај. Знаеш дека не е толку лесно тоа, ама ајде, држи вода тоа што викаш. Па држи, нормално дека држи. Ајде, викендов со нас искачаш, ќе те земе да те олабавиме малце. Ова, вака, за момент ќе ти ги снема тоа грижите. Фала ти многу, Касија, ама ќе размислам. Сепак, фала ти премногу. Ајде, уживај, се гледаме, ајде. Ајде, чао. Ало, мамо. Слушнав ке ти доцнемал целетот. Штета, баш сакав да те видам вечер. Тато требаше ме земе после тренинг, ама му искрсна некоја работа, нели ко секак. Ама нема везе, денеска прв пат имав тренинг со новиот тим. Мислам, доста возбудливо, само малце страшно, мислам, сите толку боле од мене. И тоа е, ќе ти раскажам поеш кога ќе доеш. Очекувам некој добар подарок од Хаваите. Ајде, те чекам. Чао. Знам, брат, знам, верувај, мене ми е глупо што вака по трети пат ве одложувам. Па знаеш каква е мајка ми кога е период на училиште. Шо да правам? Ајде, поздрави ги сите и убаво да си поминете. Ќе пробам наредна недела. Ајде, чао. Извини за тоа, ама ти си новиот од нашиот тим, така? Алекс. Богдан, ама слободно викај ме Богдан. Слушај, смеам да прашам што се случи? Брат, знаеш какви се родителите кога доаѓа период на училиште? Александар, чисти си ја собата, нема излегувањето дека не ги заврши сите своји обврски. А татко ми кога ќе се приклучи уште полошо. Сине, не ја срамоти фамилијата. Кога ќе поправиш четворката? Знаеш дека сега ти правам тука смешки, ама не разбираш така. Ако бидам искрен со тебе, не баш мислам
Најмногу што добивам од моите, мајка ме не ми залепи едно ливче на фрижидерот и ме каже да ја исчистам совата. Или тако ме кога ќе отвори дневникот да пише едно well done гифче на Вибер. Себе направил ден пришток да ми забрана да искочам. Ја ти кажувам, мислам дека ова звучи на рај. Ама мала брига, гледам дека ја и ти вака се разбираме. Дај ми твое бројче, ќе ти звонам следен пат со другарите кога ќе искаш. Ама, знаеш дека може да потребно 2-3 недели дека не ова бе во училиштето. Па, нема проблем бе. Да не сакаш да возат ти помогнам нешто со учење? Не, никако. Никако доста ми е веќе од учење. Ама ја гледам дека автобусот и не доаѓа, баш така да морам пешки да тргнам. На кај живееш ти? Натаму живеам. Супер, јас. Ајде да ќе одам дај. Не, чекај, мајка ми звони, морам да побрзам. Ајде, чао. Боби, пред врата сум ти те многу, отвори вратата многу ми требаш. Чекај да го спори малку, спори. Добар ли си, што се дешава? Да, всеки ден сум само там молам, отвори ми вратата. Доаѓам, чекај. Не, човек, труеш на алкохол. Дај си, жити си. Исклучен со другарите и знаеш, кај се ми испрати, ама... И добро да претеравте малце, се деша, мислам. Се вратив дома. Татко ми ме фати пијани. Почна да ме вика, почна да ми кара. Ја конечно му се спротиставив. Он е крив што сум ваков, он е крив што не можам да дишам веќе. Дека секој биде болен куче. Те молам, слушај, добро. Мора ти да веруваш дека секој биде подобро, добро? Значи, пресли тука вече може, нямам дека не биде добро. Ќе одам да земам вода, те молам себе тука не мрди. Имаш се викаш моите не се много. Слушай, може да малце е глупо, ама мене ова секад ме разположи. Што ќе ме завиткаш го врко мало бебе? Па нема да ме собере. Само дека нема бе. Мајка ми го даде оттам на секад просто. Па не можам да спием секад го пушкам, за знам малце глупо, ама ова е, знаеш, ова е тоа кебе што ти го дават, ова е авион. Ова е. Боби, кога прв пат се запознавме, мисля дека имаш сета таа слобода по која ја копнеев. Ама гледам дека сега и тебе не ти било нешто најсјајно. Извини што те намекам во сите мои глупости. Абе, плачко еден. Ама
да бидам верен. Права беше учител. Што е толку важно за оценките, бе? Што е толку важно да бидам прв на класот? Си стварно беше управа тогаш. Многу е битно другарите, дружбите, обетите. Слушай, ни капка алкохол немам напиено, а почна да се дигава. Дај да го да спие вече си. Мислам дека мене ми е за кутија да дебам. Не сакам да видов нешто. И да видов. Леле, ке Венцо, памтиш ли бови? Како стојава да го напутате цело типови Наде, тоа е тајна шо никад нема да ви откривам. Знаеш, ние цеганите са познати по брилјантни идеи. А од тоа што ето го бутам, викам, абе, какви све глупости се направиле ние, тоа или секој со своите проблеми, ние probуваме да се справим, свашта се прави, човече. Добре, дај да нема да ставаме, кој би се дека колку химици има толкава вредност? Има. Дај да нема се, кој што знае тоа, кој не било перано. Одамна. Точно. Добре, да гиджа бидна креса или продавано не дека не. Бови, не ми е баш мило што ти даваш толку се просветил. За разлика од тебе, јас таа вечер со личниот фонтан. Попамтам сум разговора со мајка. Тоа никогаш нема да заборавам. Александар, кај беше? Татко ти рече цела вечер не се прибрал дома. Викнавме полиција. Имате среќа што беше само една вечер. Шо ти е бе, како се однесуваш вака? А како да се однесувам? Ти како психолог дали не гледал за што е проблемот? Ај смири се малце и кажи што се деси. Што се деси? Се деси. Значи, сите овие години јас ве слушам за се што ми кажувате, ви ги спомнам сите ваши желби. А ти не остави мене и тато за својата проклета кариера да ја развиеш. А па да не почнам ни за тато. Секоја прилика која ќе ја добијам, ќе користам да подсети како не сум доволно добар. Дај бе смири се малце, ништо не те разбирам. Татко ти плюс него мисли тоа. Тоа не е оправдување. Те сака исто како и јас. Добро. Да знаеш, надокнам дека зборим и со татко до сега. Давор, доаѓи дома татко, син ти е тука. Александър! Какво е однесување? Ја веќе не си го препознав со цимица. Давор! Јас! Дај ме не превеличувај ти се, ама... Што го превеличувам ја? Беше одличен, феноменален. И веднаш се тоа го снема. Што беше бе? Што беше бе? Се што требаше да виде. Се Види што среќен што го најдовме прво и плюс собра храброст да каже како се чувствува. Кажи. Тато, едноставно е. Сите овие очекувања што ги имаше ти, за мене за сите овие години, премногу беа. Ми требаше простор да дишам, ми требаше пауза. Ти не направи пауза и се откаже од се. И не нема така, просто. Те срам. Стави го детето нека биде среќен, успехот сам по себе ќе си дојде. Добро. Ам! Ти пусти, бегање од дом, ако друго не знам што, одма да си представи. Добро, тато. И мајка ми, на вистина беше во права. Некако успехот сам се дојде само кога ги правиш работите што те прават среќни. Треба да пишеш овој нешто седам. Па, да. Наде, срам да ти е, па нели ти е срам да го бригаш најубавето. Не, шала на страна, да, да го сметам со успех и тоа за голем успех. Затоа што имам можност да работам со деца како што бевме и ние. Тука сум да можам да помогам. Тоа ми спомна. А се Од сега си става да добреш својата мека страна, најбрија. Боби, ајде, жити се, закрепи. Значи, Алекс, ја мислам дека се пиша многу сладко. Да, јас се служувам. Значи, на децата тоа се дошло како таков добар пример. Особено ако нема вакви пријатели како нас. И ако има, гледате, често забораваме колку се значени најмалите добри нешто. Некој зборови може да чинат цели пријателства. Не само пријателства, туку секој од нас. Деце, бе! Колко е поција?
Кој пуца, бе? Ајде да ме пусне на моца. Добра, ајде. Абе, супњата, бе. Да се размислиме. Ајде, редно беше. Браво, бе, Пеца. Баш кога треба да одиш. Што зборев? Најмалите лоши дела може цели пријателства да чинат. Не само пријателства, секакви односи, особено ние со родители. А денешните деца не го вреднуваат тоа толку. Така. Да. Но не секојаш се мислам за се заведува. Па најдобро би го тоа, да знаеле тоа не за не. Ајде да изиграваме си да свесни сте дека никој немаше перфектен однос со родителите. Затоа и на сите мајка ни изиграваше. Значи ќе пукнев од грижа по сите вас, поготоа по брат ми. Стварно, човече, ли ти беше жена, мајка, кралица, како да ти кажам, да ми буде, да ми буде, жена и тук да ми буде. Стварно, Расто, браво. Бе, не е ли чудо што си терапевта, само ти знаеш на кај се мене да. А ти наде брвна глумица. Сега гледам и плата само земаш. И како беше кога дојде едве може да те разберам. Преведувач се требаш. Тоа глумење, тоа викање. Абе, ало, ја, значи, свака час таква глумица, значи, едве чекам пак да те видам до нас. Ке те гледаме? Фала Богу, ќе викна. Ајде. Каде сте вие двајца до сега? Знаете од кога почна часот? Се извинуваме, професорке, нема да се повтори. Добро, Александар, твое однесување веќе ми е секојдневно. Ама ти, Богдан, секој ден наоѓаш нов начин да ме разочараш се повеќе и повеќе. Не знам што ти се случува, ама имаш до крајот на полугодиево да се прибереш, јасно? Јасно, професор, ке се извинувам. Добро, дека дојдовте подоцна, ќе повторам уште еднаш. До следниот час имате проект кој ќе има големо влијание на оценката и пред да прашаш Александар, не може да бидете само вие двајца во група, со вас ќе биде и новиот ученик Евгений. Гени, кој па тој са? Абе, силом на амбасадорот, мој од Украина. Ај, жити се, оди, разбери се, не можам ја веќе. Тој го најде. Здраво, другар. Мене ми збориш? Па, тебе те збориш. Како ти се добаѓа на шево училиште? Абе, добро, ама само другари немам наједно, треба да се дружам со нив. Ема, затоа професорот кај нас те прати. Мислам, слушај, како звучи ја, ти и Алекс кај тебе после часови на проекта работиме, може? Ајде, супер, со шоферот мој ќе идеме тама. Тама? Слушнам нешто за шофер? Да, секој ден идам со него, па ајде, идеме сите тројца заедно. Па така кажи. Добар ден, мамо. Леле, убави, дојде, мама, дојде, синче. Леле, дечиња! Абе, кој сте ми, дечиња, мој мајлива? Леле, синче, како ми поминавте, бе, дечиња, во школа? Синче, Евгений да не ми се тревожеше многу на тестот, мама? Мене Бога да ме прашуваа, мислам, стварно ќе пукне бе. Брат, исто, значи не памтам кога последен пат моите ме прашале, едноставно, како си, сине? Исто. Деца, да не сте ми гладни, бе, синчиња, мајлива? Сармичка, мама да ми направи, сакате? Мама, сармичка, сега ќе ви стави. Ајде, само побрзо. Мајка ти, секогаш филмимо со прилива? Да, така е стално. Стално вака ме прашува, знае, се селиме па тешко ми е и како со школа, она, се грижи. Значи, нема врска. Кој може да каже не на екстра грицки? Така. Проце, може ли да добием од слика за мајка? Кај, арно бе? Зборите за вас, ние се уште се комуницираме, така? На Facebook нешто ова, да? Ладно. Што?
Да. Памтиш ли колку фино дете беше? Човече. И тоа мајка му колку беше фина. А до 80 влез у соба да ни каже бе, шо правите, како сте 3 години, што да ни изгоди малко да ни дае. И сармите, леле тоа сармите колку беа добри. Сармите. Пусти да сармите. Да. Без имаш сармите? Да. Пица. Не, шала на страна, супер не беше кај него дома. И викам, многу фино дете беше, цел беше на мајка му сигурно. Но, знаеш, многу тешко му падна преселбите на него и цели тие промени на средини и друштво. Стварно? Да. Знаеш ли може би се рекло бе? No pain, no gain. No pain, no gain. Да го кажеш, да. Важи, ние сите лоши денови кај него дома ги помина. Секој за своите причини, нели? Некој па екипите како мајка. Во самите. Да, во самите. Ајде, дечки, бар некој што од мали му се сизна шиба и прошата. Тоа чали сме сте деца на амбасадори. Да, ама затоа бе туку шетање на друштво не можеше да се задржи. Нема врска тоа шетање на дома. Еве во наше време ретко кое богатство искра. И ние бар знаеме да се помагаме да нишеве деца се откори, сите откори. Сите. Стварно човече бе, сите више ги пика му Марица бе, не се другари. Нема везе тоа, се сакат само да ги навлечат на најновиве други. Ја не знам некои балончиња таму штуркале, нешто боцкале правеле, оноа нешто смузона. Предаваш на тоа? Родителска држа. Тоа, значи, сам нема смисла да се другари. Точно, да, управо си. И знаеш ли што најмногу ме мачи тука? Што денешниве деца некако имаат страф од тако звани авторитетни фигури, како например јас професор или педагог. Добре, ти у Марица ги ставаш, но Добра некој. не знам, на нивна страна си. Тоа треба да знам. Абе, не го бива училишниот систем, Алекс. Не го бива. Сите викаат дека се тука за тебе, дека ти го мислат најдоброто. Но се што добив беам волки осудувачки погледи кога ги пишува певчињата. Ниеден професор не се потруди да ме вразуми, а многу добро беа свесни дека куцкањето полека се шири во нашата група на мислици. Бата ли ти тоа добро што си намерил? Ти си само еден измеѓу стотици кои само пролазно си ја вршат својата работа. Леле, се колку се станала сентиментална човеч. Навраќајќи се насликава, дечки мора да ви признам, многу сме остарени. Ја ви кажам. Мој Алекс, абе, знаеш колку сте се разубавени, видите се сликата, но... Не можам да Еј, стварно сме конови, мора да слика да ми приш, а? Ајде таму со Ајде да направиме тоа, после што направиме кој ќе даде гол. Бере се. Слика там. Браво! Дај штега. Ајде ме теку штега. Опа! Ајде, сликај! Пете, да провереш, пете! Ајде! Ајде, ова е душа. Не е добре. Дај шампањо, пете. Дечки, нема да се верува, сите овие пози ги правиме, он беше голман, не чека да дам гол, он трча од другата страна како терена, лудило беше. Гледам го растурам. Доста. Ајде, пети стајна. Остана ли нешто? За кутијата? Боби час ти следиш. Ајде видиме? Аман. Ајде видиме. Опасна. Да видим. Добро, ова е испразна кутија. Друштво, дали се верува да свери дека ова може постигнати ваква кутија капсула што некој не може да запапа? Денешните деца вакви работи не прават, само на TikTok треба да много имплицира. Трема тони што прават, но дечки дојде време да назрави. Да. Ајде, редно беше. За она што било и добро ќе биде за нас, фала што се мој. За нас. За нас. Не, ја боледа. Ајде па. Заболе капсулата. Знаеш покај, царот денеска си пи Марко. За Марко! Ајде. Епа. Речки, прочиташ макси. Реднак. Пред најамблената публика, група на читатели, за прв пат го изговора мојот збор, мојата мисла. Првата глава е само првата. Јас сум среќен. Едно среќно дете кое целиот живот глумело возрасен пат. Птица преселница дури.
Но, јас не сум само среќен. Јас сум и среќник. Среќник сум поради световите околу мене. Бескрајни светови. Меѓутоа, ова не беше едноставен лет. Нималку едноставен. Може би сум излечен од раните на минатото, но јас се уште немам закрепнат. Ама затоа ние сме тука. Но летот беше во сите наши светови. Се гордам што те знам, Марко, што ве знам сите вас. Едва чекам да прочитам за тие 6 светови, а особено за тој мојот. Чекај малку, што се уствари 6 светови? Боби, бе! Ај, Боби. Јас го земав Ливче. Не поради неговата материјална вредност, туку бидејќи беше празна. Исто како едно обично дете кое не се запознало со денот. Исто како мене, пред да станам космонаут и да ги освојам прекрасните светови. Светови со кои владеат најдобрите владетели. Светот на Алекс. Светот на Касија. Оној на Боби. Па, и на Наде. Светот на Ели. И шестиот свет. Оној мојот. Само мал дел од сите светови. За крај, неголема чест е да ги представиме писателите на оваа современа драма, кои го создадоа милјето на целото движечко дејство. Васија Мицковски. Амелија Ончева. Истра Геровска. Ана Јордановска. Михаела Јутковска. Андреја Повидовска. Иска Димитриевска. Лара Мутови. Сценографи Викторија Димовска и Дарија Илиевска. Време е да ги представиме и актерите кои безрезервно се посветија да го долува драмското дејство на ваков начин. Амелија Ончева. Јана Даскаловска. Неда Дикова. Ана Јордановска. Марио Милчевски. Андрей Митревски. Дардан Пеливанов. Камил Безовски. Нина Симјановска. Мила Димовска. Николај Лотев. Филип
Максим Лазарски. Боян Диневски. Кристиан Гордиев. И за крај, ако се запрашате зашто е најмногу време, да ја представиме нашата професорка по македонски јазик, нашиот единствен ментор, Маријана Гордиева. Огромна благодарност испраќаме и до директорот на Орце Николов, професорот Митко Димовски, кој беше председателка Варна за организација. Испраќаме голема и срдечна благодарност за целиот драмски клуб на Орце Николов и го охрабруваме да продолжи понатаму да твори и создава. Искам за крај да ја најавам мојата соботникарка и соученичка Дина Такер Богатиновска. Еуфемистички речено, сума сумарум, ви благодарим уште еднаш, имајте пријатна вечер и на влезот през киното можете да се почестите со пијалка. Ви благодарим.